Почитувани гледачи, јас сум Кристина Костова, а во денешните вести на Слободна Македонија ќе гледате. Отпорот денеска пред Регулаторната комисија за енергетика. Борците и достоинство на заеднички февруарски поход. Критичките медиуми притиснати и од власта и од колегите. 1/3 од сметките на компаниите и граѓаните се блокирани. Бројноста на мирните протести на отпорот од ден на ден се повеќе се зголемува, што предизвикува голема паника кај режимот на Груевски. Приврзаниците на отпорот денеска протестираа пред седиштето на Регулаторната комисија за енергетика, која ги ја минува наредбите на Никола Груевски за тоа колку ќе поскапат струјата, парното, гасот. Регулаторната комисија, наместо стожер на енергетиката и гарант на социјалната сигурност, е претворена во партиска испостава, комшиски послушник на режимот, каде што се носат погубни одлуки за државата. Затоа денес граѓаните плаќаат енормно повисоки сметки за струја, парно, повисоки цени за бензините. Но тоа не е се. Денес граѓаните се сведоци како народните пари се трошат на реклами, коли, партиски вработувања, додека денар не се издвојува во нови енергетски објекти. Наместо да ги штити интересите на граѓаните, бидејќи комисионерите доаѓаат директно од компании кои треба да бидат регулирани, Регулаторната комисија за енергетика стана битна компонента во штитењето на бизнисот на моќните од една страна и осиромашувањето на граѓаните од друга страна. Пред приврзаниците на отпорот се обрати и представник на АМАН, кој истакна дека не може да се има пари за споменици, а за народот да нема ни за леб. И од диаспората нивните пратеници рекоа: вака треба да живеат македонците во Македонија, подгазени, згазени маца од чизмата. Треба да живеат во држава која што им ја цица крвта, која што им ја дере кожата. Епа нема така да живееме веќе. Сојузот на борците на Народно-ослободителната војна за викендов најавува голем протестен марш против власта, која свесно го занемарува значењето на антифашистичката борба. Од Сојузот ги повикуваат сите граѓани да го искажат својот револт кон обидите од власта да ја смени историјата и од незиниот недоличен, негаторски однос кон борците и нивната организација. Со новиот февруарски марш, кој според Сојузот на борците е марш за одбрана и зачувување на слободата и државноста на републиката, искажат и револтот против молкот на власта за нивното насилно иселување од просториите на улицата Даме Груев. Имајќи го предвид она што како искуство го носат овие луѓе, проблемот кој ги снајде со нивното иселување од просториите, како и организирањето на протестниот марш на 16 февруари, си поставивме за цел и ние со нашата политичка партија и членство масовно да ги поддржиме во овие активности, изјави Благоја Марковски од партијата Достоинство. Состојбата во медиумите во Македонија продолжува да се влошува, а провладините медиуми вршат остра хајка против своите колеги неистомисленици. Новинарите во страв си наметнуваат самоцензура, додека јавниот сервис пак се однесува како провладин медиум, се вели во најновото медиумско огледало на НВО Инфоцентар. Провладините медиуми се однесуваат како продолжена рака на власта и водат постојана паралелна хајка против своите колеги од критичките медиуми. Тие објавуваат дискриминирачки листи на наводни новинари хомосексуалци, пласираат текстови во кои новинарите ги третираат како платеници, обвинуваат дека работат за СДСМ. Мониторингот на медиумското огледало констатира и дека македонската телевизија се однесува не како јавен сервис, туку како провладин медиум. Македонската радиотелевизија, наместо професионално и непристрасно да ги информира граѓаните за сите значајни настани и процеси, таа во своите централни вести на МРТ1 не објави речиси никакви информации за настаните што се случија во мониторираниот период, а директно се однесуваат на слободата на медиумите и слободата на изразување, пишува за јавниот сервис во извештајот. Безмалку 150.000 сметки на компании и граѓани во Македонија биле блокирани во јануари, покажуваат податоците на Народната банка. Поради долгови, блокирани се над половина од активните фирми во земјава, а истото ги снаоѓа и над 86.000 граѓани кои не се во можност навреме да ги отплатат долговите.
Бројот на блокирани сметки по основ на извршни судски решенија во Македонија е во постојан пораст, а за последната година се зголемил за фрапантни 22%. Ова е последниот во низата економски показатели кои покажуваат дека рецесијата се продлабочува и дека земјава е далеку од излез од економската криза. Индустријата е во пад рекордни 16 месеци поред. Извозот лани опадна за 10%, а трговскиот дефицит достигна 2,5 милиарди евра. Во исто време, владата продолжува да се задолжува како на домашниот пазар, така и во странство. Само од почетокот на оваа година, јавниот долг се зголеми за над 400 милиони евра.